Добар ден на сите, благодарност за вашето присуство на денешната пресконференција, односно официјалното представување на Гоце Седловски за нов селектор на македонската репрезентација. Со нас на оваа пресконференција председателот на Фудбалската федерација на Македонија, Масар Омерагич, директорот на национални репрезентации, Горан Пандев и селекторот на македонската репрезентација, Гоце Седловски. Му посакуваме добре дојде на Седловски, на функцијата селектор на репрезентацијата на Македонија, а свое победно обраќање на пресконференцијата на екравот има председателот на Фудбалската федерација на Македонија, Масар Омерагич. Добар ден на сите. Благодарам што дојдовте во оволка број на оваа пресконференција, на оваа промоција на новиот селектор на репрезентацијата на Македонија, Гоце Седловски. Уште еднашка би сакал да се заблагодарам на Боби Милевски за досегашната работа. Еве вака и јавно тоа да го кажам и го имам кажано, меѓутоа фудбалот е таков, носи нови моменти, промените се нешто нормално што се случува и дојдовме до оваа ситуација да денеска имаме промоција на нов селектор во името на Гоце Седловски. Дојдовме на мнение, односно дојдовме до заклучок дека на репрезентацијата и е потребна една нова енергија, дека е потребно нешто ново за да се обидеме да го оствариме пласманот на светско првенство, бидејќи на вистина за нас реално и самото учество во овој бараш е успех. Имавме и подобри шанси дека да ја надпреварите во квалификацијската група, но тоа е фудбалот. Понекогаш носи радости и носи разочарување. Таков беше резултатот во Велс и се решивме на една промена која што резултира со ова денеска. Благодарам. Сега ќе го слушнеме и видувањето на Горан Пандев, директор на национални репрезентации во однос на именувањето на Седловски за селектор на македонската репрезентација. Тие двајца се вистините со најмалку 100 настапи во дресот на Македонија. Добар ден на сите. Најпрво сакам на Гоце Седловски да му го честитам наименувањето за нов селектор и да се надобрзам на председателот да благодарам на Боби Милевски за се што направи за македонската репрезентација и за македонскиот фудбал. Седловски го знам многу години, сме играле заедно. Го знам како човек, како карактер и мислам дека е правиот избор за селектор на репрезентацијата. Човек што многу дал на македонскиот фудбал, на нашата репрезентација, како играч и последните години како тренер што беше во екипите во Македонија и надвор од Македонија. Се работи за мене за млад и мислам млад перспективен тренер што може да подигне многу нашето ниво на репрезентација. Не сакам многу да го влечам, се надевам дека пред него и пред сите нас не очекува голема работа. Како што кажа, верувам во него и се надевам дека ќе направи голем успех во репрезентација. Благодарам. Сега го слушаме првото обраќање како селектор на македонската репрезентација на Гоце Седловски. Добар ден на сите. Пред се сакам да се заблагодарам на Фудбалската федерација на Македонија за укажаната доверба и можност да бидам селектор на Македонија на репрезентација. За мене ова е голем чест, но и сериозна одговорност, веројатно најголема во мојата достигашна кариера. Свесен сум за очекувањата, но и за потенцијалот што го поседува оваа репрезентација. Моја цел ќе биде да изградиме јасен систем на игра, дисциплина, карактер, репрезентација, кој ќе се бори за секоја топка и ќе го дава максимумот на секој надпревар. Свесни сме дека во одредени надпревари нема да влегуваме како фаворити, но тоа во никој случај не ни го одзема правото да се надеваме, да веруваме и да се бориме. Од оваа репрезентација ќе барам максимален ангажман, храброст, желба за докажување на секој надпревар. Сакам да гледам тим кој не се откажува и кој стои цврсто до последна минута. Верувам во квалитетот
на фудбалерите во нивната желба да го носат македонскиот дрес и достојно да ја представуваат Македонија на највисоко ниво. Убеден сум дека Фудбалската федерација на Македонија ќе ни обезбеди најдобри услови за работа, а со поддршка од стручниот штаб и неблискиот тим на председателот Масаро Мерагич, Пандев, Најдоски, Христов, Новески и Брејми ќе направиме позитивни и значајни чекори за напредок на нашиот национален состав. Благодарам. Благодарам. Колеги, можеме со вашите прашања, Горан Николски, Македонска телевизија. Да, би сакал најпрво да честитам и на Фудбалската федерација на Македонија за тоа што изнајде начин во оваа фаза да избере човек кој што одлично познава македонскиот фудбал, кој што не само го фудбалер, интернационалец, репрезентативец и капитен на репрезентација, беше пати шампион и како тренер, претоа како играч, значи има изворено искуство, меѓутоа ги познава играчите затоа што во соесенскиот шампион Бада практично имаше порази во окренат на Италија последните неколку години во една наградна линија. Значи во тој сегмент ја мислам дека не постои тука еден присутен дека љубител на фудбалот кој искрено мисли добро на фудбалот, кој што не се согласува со тоа Македонија да е тренер. Значи Гоце, ме интересира твојата визија на фудбалот, дали нешто драстично ќе се менува затоа што престои тоа не направи баражот и преходот за светското првенство во тој сегмент. Може би рано, меѓутоа предпоставам дека имаш добра визија како тоа да изгледа во тие. Па добро, нормално дека ги гледам, ги пратам, ги познавам сите играчи кои беа во овој период кој игра за македонската репрезентација. Секако дека ќе има освежување во репрезентацијата и тие кои ќе бидат, секој кој заслужува да го кој игра добро во клубот, кој заслужува да го носи македонскиот дрес, ќе бидат повикани. Што се однесува до утакмицата со Данска, тоа е за мене дебют натпревар. Нормално ќе барам од секој поединец кој ќе биде повикан да даде максимум, да даде над просекот што го барам од нив и со една, како што кажав, колективна, максимална дисциплинована игра да дојдеме до она што ни е зацртана цел. Мартин Тарасковски, Гол МК. Гоце, честитки прво за највисоката функција до сега во кариерата. Сакам да прашам околу изборот на вашиот стручен штаб, со кого влегувате заедно во селекцијата? Благодарам. Значи, тука со мене во стручниот штаб ќе работи Борче Христов, селекторот на U19 Ерхат Салими. Тука ќе биде тренерот на голмани Гого Јовчев и нормално гледам, размислам сега уште двајца квалитетни тренери да донесам на мене, еден кондицијски и уште еден врховски тренер кој треба да биде во стручниот штаб. Дамјан Николовски, Македонска телевизија, па Никола Гировски, Мак фудбал. Селовски, честитам за позицијата и за можноста да бидете дел од тимот. Работите во Македонското првенство. Има ли простор за играчи од прва Македонска фудбалска лига во поголем број да се приклучат во оваа репрезентација? Благодарам. Ќе настојувам секој повик од кога имаме репрезентативен од македонско првенство, не треба да се подценуваме лигата. Значи, како што кажав, ќе настојувам најмалку 4 до 5 играчи да бидат во составот на репрезентацијата. Секако дека оние кои заслужуваат. Никола Гировски. Честитки и од мене за изборот. Сигурно и до сега ја следате репрезентацијата. Е ваша една проценка колку треба да напреднеме уште повеќе, за сите се надеваме дека дај Боже да можеме да го пройдеме тој параш. И прво помаш од Данска, сериозна селекција,
дали имате уште од сега некои така вибрации како би можела да изгледа? И колку треба да напреднеме од оваа сегашна селекција за да можеме да направиме еден таков случај? Добро. Па прво, како што кажав, се работи за една сериозна репрезентација како што е Данска со врхунски играчи, знаеме каде играат. Она што ќе го барам од играчите, нормално кои ќе бидат повикани и да направиме на добра атмосфера, добар колектив, сите заедно, сите 11 да бидеме на терен фокусирани, затоа што тоа е еден напревар, зборувам за Данска. Они се фаворити, они се све, али мислам дека играчите кои ќе бидат повикани ќе дадат се од себе да го надминиме тоа. И сега колку ќе ни дозволи противникот не зависи само од нас. Кажав, играме на нивни терен у Данска, али нема да биде ни за нив лесно, ни за нас. 90 минути се тоа, ако биде и продолжение, кажав ќе дадеме максимум да оставиме срце на терен на таа утакмица. И колку има простор за напредок во репрезентацијата? Па сигурно дека има напредок. Кажав, репрезентацијата ќе биде освежена со нови играчи кои сигурно ќе се сакат да се докажат и тие кои ќе беа тука, кои што донесоа македонската репрезентација до ова ниво, сигурно дека треба да појачаме темпо, да појачаме ритам, 20 до 30% ако сакаме нешто да направиме на тој начин. Збран, Огнен Дојчиновски, спорт. Сега честите од мене. Кажете ми дали доделите мислењето на вашиот претходник дека капацитетот на македонските фудбалери е тој дека нема простор за некакви си репрезентации, некакви, дали е преговарано со Стефан Изовски и Аријана Бендесара, евентуално во Антол? Прво, секој си има своја визија. Не сакам да навлегувам, ја само сакам да му честитам на Боби Милевски на досегашната работа. Си имал своја визија, значи имам ја своја визија, гледајне, доста долго работам во Македонската лига, како што кажав, не треба се подценува. Има играчи од Македонска лига кои се стандардни, кои играат. Сигурно она најдоброто ше од Македонија ќе биде повикан за репрезентација. А што се несува до Адеми и Стефан, сакам со секој, не само со нив. Со тие двајца, со Николов, ќе разговараме, ќе гледаме и ќе одлучиме што понатаму. Бранко Казаковски, Телма. Седовски честитки на назначувањето. Моето прашање е врзано малку повеќе за фудбалската игра. Имате ли некаква визија како ќе игра Македонија под ваше водство? Не го мислам во смисла на формација 4-3-3, 3-5-2 или како и да е, туку во фудбалска смисла, односно во фудбалска филозофија. Дали ќе барате од нашите играчи да играат по-дефанзивно, односно да се трансформираат брзо во напад, контранапад, последна игра, дали ќе наметнуваме наша игра препознатлива која противниците ќе ја знаат или ние ќе се адаптираме на противниците? Благодарам. Сигурно пратите во досегашната тренерска кариера моја. Како играч сум бил во одбраната, али како тренер во тие клубови кои сум работел и со тие играчи, знаат што барам од нив. Ова е репрезентација, ова е друго највисоко ниво. Никогаш нема да се бранам. Ќе настојувам од играчите кои ќе бидат повикани да играме офанзивен фудбал, али рано е тоа, прво треба да ги слушаме нив, да разговарам со нив, па ќе донесеме одлука. Али моја филозофија во да играме доста офанзивен фудбал. Милче Дургутов. Честитки до Гоце Седловски и успех во селекторската работа. Многу ме погоди сега да не речем дирна изјавата на Гоце Седловски и ако грешам, барам јавно да го демонтирам, мислам дека последниот селектор и неговите претходници зборот играм офанзивно не го употреби или ја не сум слушал. И релевантно моето прашање директно до сите тројстеченители, до председател Камерагиш, до спортскиот директор Панев и до Гоце Седловски,
Дали мислите, ве молам вака по-директен одговор дека можеме да ја елиминираме Данска? Че ние не збориме да ја победиме Данска. Ние збориме да ја елиминираме Данска во првиот бараж направ и да одиме на втор бараж направ. И едно дополнително прашање како председател господин Томарагич, ова денес што го гледам јас како еден од поветераните, поискусните новинари заедно со Бања Илиевски, Гора Милковски, да не простат другите, покажува дека македонската фудбалска репрезентација може да има многу посилен ветер од медиумите и од јавноста отколку до сега што бе. Не сакам да видам со критички тон, директно до председател, дали размислува и нова тема, посебно за овие два баражи против Данска и мислам дека ќе играме вториот против Чешка и Ирска. Благодарам од Сакобертол, прост. Видете се повеќе прашања поставивте, меѓутоа ајде бидејќи задните беа за мене. Како прво ние ќе тргнеме за фудбалскиот дел, па после тоа ќе продолжим за новинарскиот дел. Како прво ние се водевме при избор на селектор да избереме човек што има карактер, фајтерски карактер, што нема предавања, нема страф и кој што едноставно го пронајдовме во ликот на Гоце Седловски, кој таков беше и на терен. Сега тоа како ќе се игра, тоа го одредува селекторот, тоа го одредува и противникот, составот на противникот и нашиот состав. Тоа е малце рано за тоа да се збори, тоа е работа на селекторот, тоа можам да ви го кажам. Што се однесува до тоа дали веруваме во тоа дека може да ја елиминираме Данска. Па можам само да кажам дека ние да не веруваме не би ги направиле овие чекори што сега ги правиме и знам дека за оние кои не веруваат дека може да ја елиминираме Данска нема да има место во авионот. Односно подобро нека не се качуваат во авион. Ние не одиме во Данска да играме и да се предадеме. Одиме да дадеме се од себе. Апсолутно, јас како председател и ние како раководство веруваме во играчите. Играчите тоа до сега го покажале. Сега останува да видиме како ќе заврши на период. Меѓутоа, далеку од тоа, апсолутно не доаѓа в предвид дека некој од нас мисли дека се е завршено и дека ние треба да видиме таму да отидеме едноставно да одиграме да изгубиме. Само оние кои веруваат во себе и веруваат во победа може да се качат во авионот. Сега тоа ви го кажувам условно, не знам, нема да ме сватите погрешно. Едноставно луѓе кои не веруваат во себе и кои мислат дека ние не можеме да поминеме, немаат што да бараат со нас во овој тим. За вториот дел на вашето прашање поврзан со медиумската подршка, мислам дека од кога сум председател максимално сме транспарентни кон новинарите. И секогаш ова денеска за мене е навистина позитивна слика каде што гледам дека има новинари во волкава бројка и само би ве замолил да и понатака сега сите се сплотиме затоа што националниот тим е тоа највисокото што ние го имаме во фудбалот, тоа е сликата на државата, а играчите со своето однесување и составот на репрезентацијата покажал дека е реалната слика на Република Македонија. Она што можеме да ви го возможиме, вие нормално ние сме отворени, имате ваши предлози, барања, што можеме ние како федерација да направиме за да вие бидете поблиску до федерацијата и до репрезентацијата, ние сме тука. Наша задача од денеска па натака е да сите бидеме заедно, а вие како новинари да едноставно во вашиот домен со еден позитивен пристап, да едноставно ги охрабриме играчите, стручниот штаб, целата јавност, затоа што многу посилни репрезентации од Македонија не се во баражот. Треба малце повише да се цениме самите себе, треба малце попозитивно да гледаме на себе, бидејќи ако не веруваме ние, тогаш не може да чекаме другите да не почитуваат. Така да толку имам за околу тоа да го кажам. Како што каже председател, ако не веруваме, подобро да не се качуваме во авионот. Сигурно знаеме сите, свесни сме дека не очекува тежок направ. Да не збориме за фаворити, бидејќи веќе за мене во фудбалот нема фаворити. Убеден сум дека со назначувањето на новиот селектор репрезентацијата ќе добие нова енергија. Што каже он самиот, и овие играчи со долг стаж во репрезентацијата треба да се докажуваат, да дадат повеќе од тоа што дадат до сега. Знаете, многу наврати сум зборил за оваа генерација. Ова генерација за мене е најдобрата генерација што имала во Македонија. И убеден сум, верувам во овие деца дека може да направат голем резултат. Тоа го покажа и на последните надпревари. Знаеме сите кога ги отпишуваме, знаеме овие играчи што може да не се залажуваме, не сме фаворити, али мислам дека 90 минути, како што каже селекторот,
сите ќе го дадат максимумот, ќе изгинат на терен, па дај Боже сите заедно да се радуваме. Александр Табаковски. Селектор, честитки. Би сакал да прашам со што би биле задоволни на договорот. Сите сме сега фокусирани на престојните надпревари што се баражат. Меѓутоа, во одреден момент некој ќе мора некогаш да се сврти наназад и да подвлече некаква линија и да оценува во минатото кој што направил, како направил. Што би биле вие задоволни да биде извлечено од вашето време како селектор во репрезентацијата, имајќи предвид што постигнале кои пред вас? Прво, овие играчи кои ги има репрезентацијата, кои се во клубовите, од нив очекувам да имат поголема минутажа, нормално. И се надевам дека на другиот дел од првенството кој доаѓа и во Македонија и во лигите кај што настапуваат, треба карактер повише и кога доаѓаш тука за репрезентација да се знае дека доаѓаш да играш за репрезентација, а не во мое време кога идевме тука сите бевне сложни, сите бевне еден за друг, гиневне, но тогаш имавме силни репрезентации пред нас. Ова сега у Лига Нации не очекува доста тешки надпревари, тоа што може не да го видиме. Имаме квалитет во овие играчи кои ги следам, кои ги пратам и кои дале многу за националниот тим. Но мора да се знае кога се иде за репрезентација да се дават над максимум од она што го играат во клубовите. Мислам дека тоа малку ни фали, али тоа е моја обврска да направам, иако за овој прв надпревар кој го имаме со Данска, немаме многу време, едно 3 дена имаме припрема, али со разговор со секој поединец, со сите колективно уште еднаш, со сите играчи, мислам дека ќе направиме тамо добра атмосфера, добра игра и на крај да се радуваме, да израдуваме цела Македонија. Како да се реши проблемот со малата минутажа на нашите репрезентатици? Па сега, кажав пред 30 секунди, добро. Им посакувам на сите играчи кои во клубовите да имат поголема минутажа. Нормално, кој не би бил среќен кога сите играчи играат и кога бидат повикани тука. Се надеваме дека тоа ќе даде поголем мотив за нив сега за оваа утакмица да се борат во клубовите и да настапуваат. Мартин Танасковски. Прашањето од председателот на Србнекич, како е преговорот со Сербовски, со односно неговиот турски статус и која е должината на договорот на државата? Договорот е само форма на соработка, нели? Во фудбалот посебно договорите не значат многу ако нема резултати. Меѓутоа, она што ние го започнуваме, затоа што сакаме да бидеме максимално коректни, Фудбалската федерација максимално застанува позади Гоце Седловски и неговиот стручен штаб, позади играчите, репрезентацијата. Што се однесува до договорот ќе биде 2 со можност за продолжување плюс 2 години. Што се однесува до статусот негов, он ќе биде, бидејќи само до јуни, ние имаме само 7 дена прозор за репрезентација, кој што е де факто овој бараш, првиот и вториот надпревар. После тоа немаме репрезентативни активности до јуни, евентуално некои пријателски надпревари или надпревари на светско првенство. Значи, Гоце Седловски ќе работи про боно до крајот на јуни во Фудбалската федерација на Македонија,
а бидејќи ние како Фудбалска федерација не сакаме на ниту еден клуб да му нанесеме штета, тоа исто беше случај со Станич, ако се сеќавате на полусезона. Тоа би било некоректно и кон клубот и кон самиот тренер кој што вложил доста труд и го подигнал клубот, што би се рекло, од една бездна. Он ќе си работи во Вандер. Тоа може да најде од некого на критики, може би не, меѓутоа ние сме навикнати да не одиме по патот по кој што одат сите секогаш. Носиме собствени одлуки по собствени убедувања. Нормално е дека има спекулации, меѓутоа тоа е нормално во фудбалот кога работите. За мене што е битно како претседател, дека ние сме убедени дека Гоце Седловски во овој момент е најдоброто решение за фудбалската репрезентација на Македонија и дека времето ќе покаже дали е исправно или не е исправно. Колегата пред вас што праша пресек, очекувања. Во моментот сите сме фокусирани на баражот. Се друго е во втор план. После баражот ќе седнеме нормално стручниот штаб заедно со спортските директори, со Илија Најдовски, со Новевски, Пандев, Христов, сите заедно ќе седнеме и ќе завземеме став што ни е целта во Лига Нации која што почнува во септември, која е во нов формат, каде што во 15 дена во септември имаме 4 врзани надпревари за репрезентацијата. Во моментот договорот е тој 2+2 пробоно до крајот на јуни, после тоа условите се, верувате ми, нормални, меѓутоа и тоа нема да го криеме, ќе го објавиме кога ќе дојде време, како што и до сега ништо не сме сокрили. Останатите членови на стручниот штаб ќе бидат на повик, како што било и до сега. Се друго останува исто. Останува сите да даеме максимална поддршка, да нема поделби по никаков основ, затоа што мислам дека тоа репрезентацијата не го заслужува, мислам поделби да гледаме на разноразни завери во се тоа сега што се прави. Такво нешто не постои. На Гоце Седловски само можам да му посакам успешна работа и мислам и убеден сум дека он е вистинскиот избор во овој момент за нашата национална селекција. Милче Дургутов, соскрушниците, Наташа. Дамите имаат предност. Сакам да го честитам селекторот, честитки на сите вас како тим што стоите за Гоце Седловски и поддршка од комплетните медиуми, чувствувам дека ја има. Бевте еднаш кај веќе селектор, мислам дека тоа е некој надпревар пред години назад, имате победа на тој надпревар. Најверојатно заменски не можам да 2012 Македонија Литванија 1-0. Ете така, значи сте стартувале веќе како селектор на македонска фудбалска репрезентација со победа. Посакувам и овој пат да биде така, и сите посакуваме. И само кратко, сите знаеме, колку и да не сакаме тоа да го потенцираме, дека минатиот селектор Боби Милевски не беше општо прифатен од македонската јавност, зборувам, имаше доста критики во јавноста, тоа е факт. Што ќе порачите на оваа македонска јавност? Гледам дека има позитивни вибрации, значи луѓето бара Боби да си оди уште многу одамна, но не е тоа поентата. Поентата е да дадете една порака на широката македонска јавност околу таа позитива што Боби ја немаше, а вие гледам дека имате. Благодарам. Баш се сеќам на тој надпревар кога го играме тука во Скопје со Литванија. Мислам дека Горан Падев ме спаси. И затоа до сега не сум мислел. Сакам да и порачам на македонската јавност дека на секој надпревар да биде наш 12 играч. Играчите се тие кои и јас како стручен штаб тука, како селектор, чим со една добра игра, како што кажав, со офанзивен фудбал, да прикажеме и ги повикувам на секој надпревар што наш да не бодрат, а ние ќе ги узвратиме со добри игри. Она што е најважно, надпреварите кои се за репстација, некогаш треба и кога не играш добро, да ги освојуваш бодовите. Најважно е бодовите, али мора да има тука принцип како да се игра за репстација. На крај Милче Дургутов. Благодарам. Директно прашање до селекторот Седловски, а може би спортскиот директор Пандев може да помогне. Ако добро се сеќавам, до сега фудбалската репрезентација нема да ангажирала психолог, пак ќе речам ако грешам. Си извинувам. Дали вие како нов селектор размислувате и на тоа што
Кажем искуството на Горан Пандит, кога се опрашани големи направи, Лига шампиони, Скудето, не знам, репрезентација, дека може и во овие парачни направи потребни таква работа. Председател, мислам, прашањето е сериозно. А тоа што ги рекна подготовките за светско првенство ќе се расправаме после пресконференција. Директно Лига нации. Имаме подготовки за светско првенство во Лига. Јас се гледам оваква, што се земам за Уште диагноза да ни даеш и готово. Горан, што ќе кажеш за ова? Добро, јас у мојата кариера никој пат не сум имал психолог и никој пат не ми е требал психолог, бидејќи сам се концентрирав, знаев, го анализирав противникот, секој играч од противничката екипа и не знам, на оваа тема не сме ни размислували. Размислуваме на други работи како нутриционист, кувар за репрезентација, што може да не донесат добри работи за психолог, не сме заборели, а тоа селектор така го полвара пред стои на располагање може. Говориме за спортски психологија. Да, Само ќе ви кажам, се извинувам дека карате репрезентацијата донесе 3 европски медали, работи со Не, има многу Ракометна исто така имала, не е нешто. Мои колеги во Италија имат психологија. Не е нешто ново. Во модерниот спорт тоа е и во новиот спорт тоа е. Добро, се служувам со Горан, но мислам дека прекратко е времето да нешто сега става нешто стварно можда е потребно, али мислам дека времето е толку кратко да во овие моменти дека не сум планирал за такво нешто. Може јас да се надоврзам. Прашањето е на место, меѓутоа за ние како фудбалска федерација имаме договор со психолог, спортски психолог. И доколку нормално тоа следува, тоа е малку чувствителна тема и доколку некој осеќа потреба дека му е потребен разговор со психолог, ние имаме таков во федерацијата по ангажман. Меѓутоа, фудбалерите се силни карактери. И до сега покажале дека сите се тие стабилни како личности, длабоко мотивирани кога играат за националниот тим. Доаѓаат максимално подготвени и сега со новиот стручен штаб мислам дека ќе имаат една нова енергија и нова желба за докажување. Благодарам на крајот од ова официјално представување и символичен подарок за новиот селектор на македонската репрезентација, кој што е актуелниот технички партнер на Фудбалската федерација на Македонија и се разбира тренерот со иницијалите на Гоце Седловски од Горан Пандев. Па мислам дека сега со новиот селектор, кога и официјално Гоце Седловски стана селектор, у моје име, име на Фудбалската федерација, мислам дека и сите вие му посакуваме се најдобро и да израдуваме сите заедно државата и народот. Идот напред како на те. Благодарам, ве поканувам на неформална дружба тука во Хилтон. Рикоче.
Првата со Дончо и со Ѓоко. Тоа е Наташа. Имаме јаш YouTube канал продукција Скок. Јас многу добро се сеќавам за тоа. Ова е неформален разговор. Немам некое директно прашање. Меѓутоа, лично ме интересира дали чувствуваш со твоето назначување на позитива околу тебе во однос на перцепцијата на овие млади играчи што ни бега. Тоа е факт. Јас стојам за тоа и долго време, долго време ја следам репрезентацијата. Значи од првиот циклус, од Дончо, Ѓоко, Хаџиевски, и оваа работа не сега дека е за тебе врза. Е добра за целата репрезентација. Едно твое гледање ме интересира, едно мене искуство. Видете вака, пред се среќен сум што сум повторно дел од Фудбалската федерација и сум дел во фудбалот, воопшто во фудбалот. На мое изненадување сум пријатно и позитивно изненаден колку се уште неутрални луѓе има што ја сакаат воопшто Македонија и што го сакаат фудбалот и фудбалската игра кај нас и колку луѓе ми пишува, дали на социјални мрежи, колку ми се јавија со своји предлози, со своји имиња, конкретни имиња. И на тоа гледате позитивно? Многу позитивно гледам на тоа и како што кажам сум позитивно изненаден. Се надевам дека таа енергија ќе продолжи да не и во иднина да не носи напред. Ние работиме максимално, се трудиме така да има веќе и конкретни имена, конкретни резултати. И во иднина ќе продолжиме со истото темпо. Сепак ова е федерација, ова е репрезентација, нема секоја недела да се раѓаат деца ќе се раѓаат деца, ама нема секоја недела да излегуваат У15, У16 со македонски пасоши, меѓутоа малку се, меѓутоа тие што се мораме да ги собереме, да ги придобиеме да играат за нас. Без да откриеме име, имаме ли потенцијал да влезе веднаш во првиот бараш надпревар некој од нив? Зборам се по широкиот состав. Без име. Не сакам да навлегувам конкретно во детајли. Стручниот штаб е се уште нов, селекторот е се уште нов, ќе му бидат презентирани или веќе му се дел од имината презентирани и сепак останува секогаш на тренерите, на селекторите на крај да донесат конечната одлука дали некој ќе го повикат или не. Хвала ти многу. Се гледаме зорно.